Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Повеќе од 2,5 часа граѓаните на Кочани дебатираа со градоначалникот Николчо Илиев во изминатата сабота, точно 2 години откако го презеде управувањето со градот. Граѓаните покренуваа прашања од комуналното живење на градот, но нудеа и своји идеи, особено што кочанската локална власт го истакна фактот дека граѓанските пари ги насочува кон капиталните инвестиции. Градоначалникот Илиев кажа дека од буџетот за овие 2 години успеале износот за капитални инвестиции да го зголемат за 50%, а тоа значи, како што рече, повеќе пари за нови улици, паркинзи, нови училници. Првично го зголемивме буџетот, основниот буџет за капитални инвестиции на 76 милиона денара. Во плановите што ги правиме веќе за наредната година, во 2020 година, буџетот го планираме во капиталните инвестиции со сума од 117 милиона денари. Само преку заштедите, преку поповолни јавни набавки, општината зачувала фонд од 6 милиони денари. Но не само од општинскиот буџет, туку за овие 2 години градот успеал да обезбеди дополнителни 8 милиони евра од централната власт, но и од донатори. Сметам дека ова треба да биде еден убав пример, како за нас, така и за нашите следбеници кои ќе дојдат после нас на оваква функција, бидејќи со еден ваков пристап со централната власт, каде што ќе зборувате само за проблеми на граѓаните, а не за лични желби и проблеми за работни места или за тендери, тогаш резултатите, верувајте, нема да изостанат. Јас немам за што друго да разговарам со централната власт, освен за проекти кои се од интерес на граѓаните на општина Кочани. И затоа резултатите овде се повеќе од очекуваните. Како што споменавме или што слушнавме, обезбедивме повеќе од 8 милиона евра надвор од основниот буџет, средства кои директно ќе допринесат за брзо решавање на инфраструктурните и други проблеми на нашите сограѓани и секако подобрување на квалитетот на живење во градот Кочани. Објасни Илиев од кого кочанчани побараа решавање на сообраќајниот хаос, зашто беше споменат проектот за изградба на катна гаража во центарот на градот, но и решавање на тесното грло по влезниот булевар, зашто градоначалникот најави проширување што е обезбедено преку експроприација на приватни имоти и куќи, зашто се потрошени близу 700.000 евра. Доброто работење на Кочани му донесе нови 44 милиони денари за изградба на 11 улици и патишта во општината, подеднакво распоредени во урбаниот и руралниот дел. Граѓаните на оваа јавна трибина од градоначалникот побараа почист воздух, а еден од присутните го покрена прашањето на загадувањето на амбиенталниот воздух во стариот индустријски дел. Таму имаме сериозни проблеми со загадувачите, како што се paper mill и други, некои таму загадувачи, од кои што трпиме некои веројатно штетни испарувања, а едноставно не ни помага во нашето чувство на гушење и чувството на киселина во воздухот. За еден објектите што ги спомнавте, на жалост е во државна надлежност и тука е тоа на државниот инспекторат во надлежност и на нас ни останува, како и на вас, да пишуваме преписки и да се жалиме и да молиме да овој проблем биде разрешен. Не сакам погрешно да ме сватите, само ќе зборувам за една мала работа. Чадот не секогаш значи и загадување. Од тие причини, ние како локална самоуправа сега предвидовме во нашиот буџет средства, значи нешто што никогаш не било од ова година, ова зима ќе го имате на располагање и таму, каде што ќе имаме вакви сознанија, вакви реакции, ние веднаш ќе ја повикаме фирмата која ќе биде изберена, се со цел да добиеме прави резултати. Дали на вистина имаме право да се жалиме и да интервенираме? Меѓу новите проекти што ги добива Кочани, градоначалникот Илиев ги вброи обиколницата, што е инвестиција на централната власт, која исто така вложила и во патот за Пониква, во должина од 11 километри. Тоа е основата за развојот на туризам кон кој стреми Кочани и преку вложувањето во Осеговието. Меѓутоа, градоначалникот забележа дека желбата за брз развој и брзо решавање на граѓанските проекти често не зависи само од волјата нешто да се реши. Како пример ја спомена новата градинка, која почнува наскоро да се гради и е прва ваква установа по 35 години, иако секоја година има по 180 деца кои чекаат да бидат згрижени. Верували или не, сами на себе да се издадеме, од идеја
за реализација на детален план, за цртување на маркица за градење на детска градинка, до одобрение ни треба скоро 2 години. Значи, верувајте дека до сега таа градинка требаше да биде вселена, бидејќи тако беше расположението на Министерството за труд и социјална политика да ни помогне. На половина од својот мандат оваа локална власт во Кочани соопшти дека реализирала 90% од планираните проекти. Пред 2 години, кога го презеде управувањето на градот, градоначалникот Илиев затекнал 1 милион евра долгови и кредити, што успеале да ги решат. Само училиштата биле заглавени со обврски од 43 милиони денари. Пред граѓаните, Илиев најави нов планинарски дом, стампен комплекс за семејства во социјален ризик, ново сообраќајно решение за централното подрачје, нови патишта, но и проекти за туристичка понуда, како што е реконструкцијата на ски лифтовите во Пониква, за сега единствениот зимски туристички центар во македонскиот североисток, како што каже градоначалникот, само дел од проектите за следните 2 години. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk